Повелете, министр. Добро, ви благодарам. Во посета на здравствениот дом во Свети Николе денеска за да поразговараме и со директорката и со вработените, лекарите, медицинските сестри и со градоначалникот за новонастанатата ситуација во врска со коронавирусот. Еден поголем бран во овој град во последните недела дена, околу 100 ново заразени. Потеклото на бранот се врзува со кластер во Штип. Најголемиот број на новозаразени се вработени во една од конфекциите тука во градот. Одлично изреагира локалната самоуправа во координација со сопственикот на конфекцијата. Во текот на минатата недела е донесена одлука иста да се затвори. Неколку дена дел од новодиагностицираните се на домашно лекување, сосем мал дел се лекуваат во болницата во Штип, а на останатите вкупно сите вработени во текот на овие денови интензивно се прават и епидемиолошки анкети и според индикацијата ќе се направат тестирања и во согласно со резултатите ќе се донесе одлука како погонот ќе продолжи да работи. Зборувавме и за надградување на капацитетите за сместување, евентуално во пресред на есенскиот бран, во смисла на поставување на дополнителна монтажна барака за справување со корона кризата, пациенти кои што треба да се целосно одделени од останатите и надградување на капацитетот на лабораторијата, биохемиска, сега овде во здравствениот дом и дополнување со апарати кои што може да прават анализа PCR за краток временски период на коронавирусот. Сметам дека има добра организациона поставеност, одлична реакција сега за време на овој мини бранд кој што и овие последни информации се дека се смирува, но остануваме да интензивно работиме и се припремаме за понатаму и секако будно да ја пратиме и ситуацијата сега. Благодарам. Министре, каква е состојбата со коронавирусот? Вчера имавме големи бројки, очекувате ли денеска исто е? Ние денеска на утринскиот состанок на Комисијата за заразни болести ги анализиравме податоците од претходните 2 недели и во принцип во однос на онаа претходна недела таму минатата има нешто поголем број, но не поголем од претходните 3 недели. Значи трендовите се уште во насока на тоа да е приближно ист процентот на новодиагностицирани од вкупниот број на тестови направени, ист процентот на хоспитализирани пациенти од вкупниот број на новодиагностицирани. Капацитетите во болниците се менаџираат добро и во однос на кадарот со ротација и во однос на слободни кревети. Во болницата 8 септември понатаму повеќе денови поред има под 100 пациенти кои што се третираат таму, околу 80 се позитивни, за другите се чека резултат да стигнат во овие денови. Исто така слободни кревети на инфективната клиника и на другите инфективни оделенија во болниците општи и клинички ширум државата. Не очекуваме некакво изненадување во смисла на поголем наплив на пациенти кои што би биле за прием во болница. Во таа смисла продолжува со ист интензитет работата на епидемиолозите на терен. Интензивно тестирање согласно индикацијата, интензивно пратење на контактите и нивно ставање во изолација. Денеска гласаат болните заразените од COVID-19 и оние кои што се во изолација. Што говорат податоците и информациите од терен, како се снаоѓаат здравствените работници? Утрово разговарав со представници на Државната изборна комисија и укажаа дека за сега нема никакви проблеми. Формирани се лекарските комисии, добро се снабдени со опрема и тие во домовите на лицата кои што се наоѓаат на домашно лекување и тие кои што имаат решение за изолација, веќе се спроведува процесот на гласање. До сега немаме информација за било каков проблем. Благодарам. Денеска во посета на општина Свети Николе е министерот за здравство господин Венко Филипче. На барање на кризниот штаб на општина Свети Николе ни дојде веднаш во посета, следејќи актуелната ситуација
со коронавирусот во нашиот град, каде што последните денови имаме повеќе новозаразени. Кластерот е конфекцијата во Свети Николе. Се надевам дека еве и денеска се вршат тестирање на сите вработени во таа конфекција. Се надевам дека со новите бројки, меѓутоа и со преземенените мерки од страна на општина Свети Николе и Министерството за здравство и Здравниот дом во Свети Николе, се надевам дека ќе излеземе накрај, односно ќе го затвориме тој кластер и процесот на ширење на заразата во општина Свети Николе ќе стагнира во наредните денови. Исто така се договоривме со министерот да ни излизат во пресред Министерството за здравство и владата со донирање на опрема за здравствените работници во општина Свети Николе со цел да излеземе, значи, и на докторите, односно на лицата што се во контакт со заболените лица, односно нивна подобра и посоодветна заштита.